Професорот Таки Фити е претседател на Македонската академија на науките и уметностите повеќе од 2,5 години. Економистот кој што во доцните 90-ти беше и министер за финансии, сега вели дека со договорот од Преспа се сврстуваат националните идентитетските прашања, односно македонскиот јазик и идентитет. Професоре, ова е спротивно од тврдењата на опозицијата и од тврдењата на дел од стручната фела. Каде вие го гледате за сврстувањето на македонскиот јазик и идентитет? Јасно во договорот стои дека македонскиот јазик се признава, навистина има една фуснота таму дека припаѓа на групата на јужнословенски јазици, што е апсолутно факт и не може тоа да се негира. И исто така јасно стои во членот 7, на едно место пишува дека никој нема право да омаловажува јазикот, културата, традицијата, значи целиот комплекс на идентитетски прашања, со тоа што се прави тоа разграничување дека нашиот јазик влегува во групата на јужнословенски, нашата традиција, култура влегува во групата на словенската традиција, што велам пак е факт. И не гледам јас таму каде има на еден или друг начин обезличување на идентитетските прашања. Во МАНУ дел академици имаат сосема спротивен став од ваквиот. Дебатирате ли внатре во академијата и тешко ли е да се дојде до заеднички став за ова прашање? Кога станува збор за заеднички ставови, има едно недоразбирање. И тоа не е случај само во Македонија. Слични проблеми има сите и Српската академија и Словенечката. Јас сум разговарал со сите председатели. За секое прашање мисля дека МАНУ треба да има став. Па МАНУ не е политичка партија. МАНУ е врвна научна и уметничка институција. Од тоа треба да се тргне. Не мора да се добие едногласие за било кое прашање, дури и за најтешките. И не е добро. Иманентно е на научна институција да има различни погледи, сваќања и сега не можете вие да инсистирате и да натурате. И јас велам, секое поинакво мислење апсолутно е легитимно и секој академик има право тоа да си го каже. Не ми паднало на памет мене или на некој од поранешните експредседатели или на некој друг академик да му го оспорува таквото право на било кој академик. Ние разговараме со факти, со аргументи меѓу себе и така натаму. Немаме официјален став околу оваа работа поминат на собранието, иако на председателство сме разговарале заедно кога беше тука премиерот и така натаму. Немаме официјален став, меѓутоа сме кажале, секој има право да си каже она што мисли. На 2 недели пред референдумот и некои испитувања на јавните мислења покажуваат дека цензусот останува крајно неизвесен. Може ли се предвиди што ќе се случува понатаму со државава доколку целиот овој процес од договорот од Преспа пропадне? Да, тогаш Македонија лично мислам дека ќе се најде во многу тешка ситуација. Видите, 27 години ние кубуриме со овој проблем. Ова е тежок балас. И ова е една од главните пречки за нашето напредување во евроатлантските интеграции. За жал, прашањето е тешко и болно. Има тука и елементи на неправедност према Република Македонија и тоа го знаат сите граѓани. Затоа мислам дека нема граѓанин во Република Македонија и оние што го поддржуваат и оние што се против договорот, кој што е комплетно задоволен со сите решенија во договорот. Тоа е нормално, на крајот на криштото ви се менува име. Меѓутоа велам, идентитетските прашања се заштитени и економските перспективи се отвараат. Ако ова се случи, видите, не знам јас која друга влада може да издействува повторно или некој подобар договор. Бидејќи Обединетите нации 20 години модерираат тука, помагаат, мониторинг и така натаму и модерира функција што имаше Нимиц, со евентуално нова грчка влада, ги знаете ставовите на опозицијата на Мицотакис, тие пак највеќе се буна за тоа дека, да, името го сменија, ама им го дадовте јазикот, им ја дадовте културата, традицијата, им ги признавте сите идентитетски прашања. Она што нашата позиција вели дека се тие комплетно нарушени. Тоа ќе биде многу тешко. Професоре, бевте ли консултирани како МАНУ, како академици, индивидуалци во процесот на разговори меѓу Македонија и Грција? Ние побаравме кога почувствувавме дека преговорите влегуваат во критична фаза, да дојде премиерот овде.
заедно со својот тим и да не информира толку колку што може во таа ситуација заради тајноста на овој тип на преговори, за да бидеме во тек и евентуално да помогнеме. Прифати премиерот, дојде овде, беше цело претседателство, беа исто така повикани и раководителите на нашите центри, значи се она што требаше да направиме и имавме овде разговор. И тогаш премиерот рече, многу ни е значајна Ману, знаеме дека може да помогне, сакаме ние соработка и ние рековме дека ќе ви направиме платформа со аргументација со која што на еден и друг начин во преговорите треба да им се контрира на оние, да речеме, црвени линии што ги поставуваше другата страна, односно Република Грција. И ние тоа го направиме. И ние еден вид на, како да кажам, не се тоа толку ставови, сега не обвинувате Ману Остап и оставовите, посебно мене, но тоа е нивни проблем, не се толку ставови колку што се аргументи како да се преговара. И ја направивме таа платформа, 100 страни, ја дадовме до влад. Ние кажавме дека првата работа што треба да се оди, да се инсистира да се оди на промена на името со географска одредница, меѓутоа не за севкупна употреба, да не биде ерга омнес. Второ, бара Република Грција ревизија на уставот, како што велат тие. Алтернатива што ние ја нудевме, нашите експерти овде, консултиравме ние и други експерти, да биде меѓународен договор место промена на името. Да, и ве обвинува дека тие две работи ги предлагате, не се случија. Па не се случија, ама не сме ние тие што преговараме, нити сме ние што одлучуваме за таа работа. Ману кажа како треба да биде. И сега што се случи? Исто така баравме никако да не прифатите Северна Македонија или Горна Македонија на латиница, заедно да се пишува, да се изговара како кај на што се изговара македонскиот јазик латиница. Тоа се идентитетски прашања. Тоа го тргна. Јас реков, во мисијата на Ману се идентитетските прашања. И тие, тука е моето големо задоволство, се навистина според мене и тоа го споделувам со најголем број на членови во Македонската академија, бидејќи ние стално разговараме. Тоа е навистина успешно разрешено. И втората работа се економските перспективи кои што се отвараат. И покрај генералната ваша оцена дека договорот е позитивен, сметате ли дека македонската страна можеше нешто повеќе да издействува во текот на преговорите? Па видете, јас мислев дека можеше повеќе да се издействува ако успеевме со меѓународен договор да го решиме ова прашање врзано со промена на уставот, тогаш можеби ќе отпаднеше потребата од менување на имињата внатре во земјата, бидејќи нели опозицијата обвинува и тука е во основа има и вистина во тоа дека тоа значи на еден и друг начин некое институционално, така да речеме, обезличување. Има неколку институции кои што го носат атрибутот македонски, Македонска академија на науки и уметности, Македонска радиотелевизија, Македонска опера и балет и така натаму. Тоа не се многу. Тие го признаваат атрибутот македонски. Македонска култура, традиција, не знам, македонско вино и така натаму. Се е тоа во ред. Меѓутоа, овие се малку институции каде што стои тој атрибут. Например, имаме Институт за македонски јазик, како да го промениме тоа? Тавтологија е да напишете Институт за македонски јазик на Република Северна Македонија. Тоа се тавтологија. Тука сега, гледате, нашиве експерти, и оние што и консултиравме, мислат дека има некоја флексибилност, за овие неколку институции можеби треба да се разговара, она што и академик Камговски го изјави, bona fide, значи со добра волја, да видиме дали може тоа да се разреши, да не се менуваат имињата на овие институции. Тоа е тоа и видите, мислам дека ако не се променеше уставот, имавме и подобар договор, но гледате, тоа се преговори. И преговорите, исходот од преговорите во крајна линија зависи од купната констелација на односи, но исто така зависи и од преговарачката и политичката моќ на самите земји. Сега Грција е членка полноправна на Европска унија, таа има многу поголема преговарачка моќ и така натаму. И компромисот е што морате нешто да дадете, нешто да изгубите. И на крајот двете страни од нешто се незадоволни. Тоа е компромис по дефиниција. И сите ние тоа го знаеме. Се создаде една атмосфера дека во овој период Македонија одлучува меѓу патот кој што води кон Западот и кон Русија, која што, како што се тврди, во нејзин интерес е Македонија да не стане членка на НАТО. Реални ли се ваквите стравувања според вас? Има најверојатно влијание на Русија. Русија не сака овие подречја да влезат во НАТО и така натаму. Меѓутоа, без оглед на сето тоа, јас мислам дека суштински гледано и анализата ако се гледа, ние сме типично европска земја.
И ние мораме да се приклучиме кон западните вредности и стандарди ако сакаме да биде нешто од нас. Оти ние сме и специфична, знаете, ние сме мала земја, но сме и мултиетничка земја. Имате вредностни стандарди и така натаму, критериуми за меѓуетничките односи во Европа и така натаму. Иако ние многу направивме во тој поглед во смисла на релаксација на меѓуетничките односи, со низа работи што во меѓувреме се прават и ќе се прават. Такво влијание постои. Зошто би доаѓале толку моćни лидери, познати лидери, дури и најаките лидери од европските земји перманентно во Македонија, не доаѓаат тие само затоа што многу ја сакаат Македонија, меѓутоа затоа што тоа е објективен проблем. Еднаш треба да се реши и да се направи мир. Гледате, ние веќе ги релаксиравме односите со договорот што исто така критикуван со Бугарија. Ако ова помини, тука ќе се релаксираат односите и ќе се отвори патот. Иначе, знаете, сите тие стравувања ќе се после тоа ќе се релативизираат, како да ви кажам. Суштински ништо нема да се смени. Ние имаме Северна Република Македонија. Па во ред сме имали и социјалистичка, и народна, и федеративна, и така натаму. Ами имавме Фиром. Да останеме со Фиром сега? Тоа ништо не кажува. Имате Северна Ирска, тој не вели јас сум северен ирец. Јас сум ирец. Ние ќе си велиме сме македонеци. Стои тоа во договорот. Македонски јазик, македонска култура, националност, македонска. Сега стои граѓанин на... Па нормално, бидејќи овде не се сите македонци, има и етнички заедници и така натаму. Ви благодарам на одвоеното време. Благодарам и на вас. Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Довидување до следната недела.